Јас сум блага душа, снимам се што сакам и срам си немам на душа. Добре дојдовте на мојот канал, смеја до солзи во нова сезона со нас. Поздрав на сите шејкерчиња, добре дојдовте назад на каналот на, да слушнам? Ако се чудите кој е овој што вика, но... Смрле, пчелко, дали вам бате пчелко те видам? Не, ист пчелко, Ивица Ајбис. Нема везе, тој е небитен, јас сум битен, го приказнавам. Денес, луѓе, после толку долго време правиме story time и многу нормално читате по насловот, баш тоа е точно, не е никаков кликбейт, него е точно како јас кркав лакт во чело од петрафиле. Значи, како кркав лакт во чело од петрафиле, тоест како петрафиле ме гргна, ме удри со лакт во чело и јас да ме нема. Сега јас ќе ве раскажам таа случка, се надам дека ќе ви биде интересна. Ние можеме да почнеме. Чулиш тука? Епа, луѓе, пред некои 3,5-4 години јас и Петрафиле заедно одгледувавме бавча или ако ви е полесно да кажам пипер. И тоа на многу одгледувавме, заедно секој сабајле станувавме во 4,5 во 5 да наместиме мотор да вади и такви работи. И тоа го правевме неколку години сурет. И сега една година, се не знам точно која година поред беше, што е небитно, тотално небитно. Нема врска, фактички сакам да кажам еднаш беше навечер, памтам, заминавме со Петрафиле со тракторот и приколицата, требаше да наместиме мотор на едната бавча. И сега што се случува? Го паркираме све тракторот, слегуваме, луѓе, замислете. Петрафиле стои, одиме зад приколицата да го извадиме моторот нешто. И Петрафиле сега стои понапред, јас стојам поназад, но сме зад приколицата двајцата уствари. Петрафиле требаше да извади едно црево од мотор, што е онака тешко да го вадите. И сега како што стојам зад Петрафиле уствари, и мангу под Дамаскус Петрафиле што паси киселец, кој што го тргаше цревото, не ме виде дека сум зад него и Само трга на време кога му се отпушти раката ме, мајне мене оде в чело, кога сум се превртила вака, пилу минута, јас сум се превртил до капата. Стварно, пазете, јас се превртив под приколеца. И што е јакото, знаете што? Петрафиле не ни осете дека ме утре, не ни ме виде дека сум паднат небе, шо му е гајле. По 2 минути ме виде дека сум долу на земја. Браво, Петрафиле, Дамаскус 1, бравос, но коментар. Се сигурно ви мислите дека јас сум бил во фазата на Ми скачи око, ми дуп назад. тоа го реков обратно, ма нема врска. Но јас не бев во таа фаза тука, јас бев во оваа фаза. Сега, Петрафиле, си го наебал, сега, ќе ти имам пиперо, ќе ти имам мање на чело и ничко. Ама ве лажам. Петрафиле дојде и ме шмукне еднаш овде во чело. Ми помина, јеби га. Само што носев една недела олкава џунка напред на челото, баш колку што ми ова настрешницава откапала. Ела, Ивица, малце. Ме интересира дали ти досега си кркал нешто во чело. Само тока? Друго нешто? Добро, сега ќе пробаме. Се поваре. Сега сите хештаг во чатот Петрафиле, Мочко, Мрсулко, Дамаскус, се и се што. Луѓе, тоа беше тоа, морам се брзам денеска, мораше да биде вакво кратко видеото поради причина што вечер имам настап во Белица во Македонски Брод во ресторан Чифлик, ве чекам сите таму и peace out, јебига. Кој овај пат Ивица комјунити. И да, тоа беше тоа и доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го за поддршка и доколку се уште не сте станале шејкерчи, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. А да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. А да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме да следите на Instagram, бидејќи ќе гласате да моите стории, да.